Предпоставувам дека сте чуле сите за Риплиевото верувале или не. Да, знаете, оние што живеа пред 30-40 години беа млади тогаш, купуваа Политикин забавник и на првата страница, уште го има, само помалку се чита сега, поредко. На првата страница, кога ќе се отвореше, имаше верувале или не. Инако Риплие е човек кој 1933 година го отворил првиот музеј во кој собирал артефакти за необични постигања на луѓето. И потоа тој ланец на музеи се ширил се повеќе и повеќе. Рипли се посветил на таа работа, да собира артефакти или да собира податоци за луѓе кои се насочиле кон некакви постигања и успеале да направат некои работи по кои се одликуваат од другите луѓе. И сега има на телевизија една, како серија е, верували или не, во кој што филмувано се представуваат тие интересни настани, интересни постигања на луѓето. Може би сте гледали на телевизија, верувале или не, и на крајот завршува со тоа, верувајте, навистина е така. И на тие серии, верувале или не, има, како што кажав, многу такви постигања. Некои од нештата кои луѓето се стрема да постигнат рекорд, се дори бизарни. Например, во една емисија имаше еден човек кој постигна рекорд според тоа колку цигари успеа да напика во устата. Расшири огромно уста и пикаше цигари. Па еден друг човек постигна рекорд с тоа што набута многу лебарки во устата. Најмногу лебарки од сите други. И многу такви работи. И покажа една жена која се храни само од прашина. Собира прашина и се храни од прашината. Оди на секата, бара прашина да собере и се храни со тоа. Луѓето сакат да направат нешто и да се почувствуваат посебни, специјални. Живееме на планета во која живеат 6 милиарди луѓе. И како да се издвоиш од таа маса и да бидеш специјален, да бидеш посебен, да бидеш нешто по кој ќе се одликуваш од другите, да си нешто повеќе од другите. И луѓето прават секакви работи. Се обидуваат, купувајки предмети, постигајки определени работи, да се издигнат над другите. Затоа постојат и предмети, алишта, производи кои се од специјална марка и ние викаме дека се од марка. Како се викаш? Од марка. Бренд. Бренд, нешто од бренд, така. Добар бренд. И даваат пари само заради брендот. За брендот даваат можеби 1/3 или повеќе од цената. И кога го носат тој бренд, тие се нешто посебно. Поинакви се од другите. Не се како обичните луѓе. Специјални се. Кола, облека, покукнина, техника. На тој начин се иствојуваат. Човекот копне е да биде нешто повеќе од другите. Да не биде дел од тоа сивило, да одскокне, да е специјален. И тоа доаѓа од онаа чувство во него на празнина. Од чувството кое човекот го добива на ништожност, на мала вредност или пак на слабост, гледајќи го светот околу себе и гледајќи го целиот тој универзум. Огромен е универзумот. Само кога ќе погледнеме на небото, милиарди звезди. И ние сме на прашинка. И тоа чувство на мала вредност не тера да направиме нешто за да станеме посебни. Да имаме посебна вредност. Да не сме како другите. Поценети да сме од другите. И затоа и тие луѓе поверували или не прават и бизарни работи за да бидат поинакви од другите. И со нешто да се истакнат. Кој сум јас? Јас сум тој што постигна таков рекорд. И колку што тоа чувство е посилно од човекот, толку и стремежот кон мегаломанија поголем. Да прави големи работи. Да постигнува рекорди, светски рекорди во нешто.
најголемата тава со граф во светот, ние да ја направиме и да не знаат по тоа. И после 2 месеци некои други ќе направат уште поголема порција или тава со граф. Има една песна која нашето славење почна да ја пее пред 1 година, 2, може би, испеана пред повеќе години, 3-4 години, и во таа песна авторот на песната на многу така убав уметнички начин, на мокен начин го поставува прашањето кој сум јас. И при тоа го дава одговорот која треба да биде отправната точка на нашиот живот, за да имаме правилно разбирање за себе, за да ја разбереме собствената вредност. И во таа песна, после ќе ја пеат во вториот дел, славителите, или авторот, или кој сум јас, што творецот на се, или гледајќи ја целата вселена, колку сето тоа е големо и творецот колку е голема таа вселена, и сепак да знае за мене. И го знае мојот бол. Кој сум јас, творецот на се да биде мојата светлина. И по секој темен пат да биде покрај мене. И одговорот, многу важниот одговор. Не е важно кој сум јас. Но е важно кој си ти. Важно е кој е Бог. Не е важно што јас сум направил, но важен е само Бог. И продолжа понатаму, кој сме ние, што сме ние. И повторно се враќа на нашата слабост и нистожност. Идејата на оваа песна е, текстот е, таа идеја пренесена преку еден убав текст. Ако Бог не е појдовната точка во нашиот живот, ние нема да имаме правилно разбирање за себе. Ако нашиот живот не се врти околу Бог, ние сме безвредни. Ние добиваме вредноста во Бог. Ние сме вредни зашто Бог не смета за вредни. И ова човекот го разбрал многу одамна, а современиот човек го заборавил. Древниот човек го сватил одамна дека нашата вредност е во Бог, а современиот човек го заборавил, тој почнува да ја бара вредноста во безвредни работи. И ако нашата вредност се состои во предмети што ги поседуваме и во брендови, тогаш сме зажалени, зашто она што денес е бренд, она што денес е вредно, утре е веќе безвредно. И како што се одминува вредноста на нештата што ги имаме, така се оди и нашата вредност. Нашата вредност е во Бог. Во древноста, како што кажав, човекот го сватил тоа, има еден човек кој направил иста таква песна, потполно иста песна, со истите идеи или ги изнесува истите тези. Ја представува истата структура како и оваа песна. И веројатно, групата што ја направиле оваа песна, кој сум јас, копирале од човекот пред 3000 години. И тој човек исто така го наблюдува универзумот, ја осознава величината на универзумот и осознавајќи или замислувајќи се на величието и совршеноста на Бог и осознавајќи својата ништожност, си го поставува прашањето кој сум јас, да творецот на се, оној што ги создал небесите и земјата, да им да покажува грижа кон мене и да ме постави да бидам авторитетот на сето создание. И станува збор, може да предпоставите, за псалмистот Давид и 8-миот псалм. Нема да го читаме 8-миот псалм, зашто веќе Ани го прочита и оне што внимава, чуја што се раскажува, зашто се говори во тој псалм, ние ќе ги видиме основните работи. 3 основни факти поради кои што треба да добиеме вистинска представа за себе. Кој сум јас? Ќе видите сега кој сум јас. Кој сум јас во вистинската светлина. И според тоа кој сум јас, вие треба да имате однос соодветен на тоа кој сум јас. И ќе видите дека треба многу да ме цените. Мене. И не само мене, туку сите ние што сме овдека. Зашто ние сме специјални и имаме голема вредност. Прво, псалмистот говори за потеклото.
Ние сме создадени од Бог и зато имаме вредност. Ке видиме, ајде. Почнува псалмот со зборовите, тоа е 3 стих, кога ќе погледнам на небото, кога ќе ги погледнам небесата, дела на прстите твои, па месечината и звездите, што си ги поставил ти. Значи, почнува да говори за Бог како создател. Бог кој создал се. Бог е создател на се. Од тоа почнува. И потоа доаѓа до создавањето на човекот. Многу е важно. Бог создал се. Од фактот дека Бог е креаторот на универзумот, на се што постои. И тоа е вечната тема, во која нема да навлекуваме толку длабоко, вечниот спор меѓу научници и филозофи. Тоа, од каде доаѓа се или кој е потеклото на се. Ние, библиските христијани, веруваме дека се е создадено од Бог. Ако ние сме продукт на случајни околности, ако сме продукт на случајно физичко спојување на родители, и немаме вредност. И немаме кој знае каква смисла. И која е целта на нештата што случајно се создаваат? Која е целта на едно обично камче, кое случајно се формирало на земјата? Никаква. Нештата имаат вредност кога некој зад нив дава вредност. Тоест, создава. Создателот создава нешто со вредност. Ние сме создадени. Не сме продукт на случајности. И тоа не од било кого. Ние не сме продукт уметничко дело на Микеланджело или на Да Винчи или на Бетовен. Ние сме продукт на нешто многу повеќе. Ние сме продукт на Бог, производ на Бог. И тоа ја прави нашата вредност уште поголема, понепроценлива, многу поголема од вредноста на најскапото уметничко дело. И ако тоа не ни даде чувство на вредност, никој друг предмет што го поседуваме нема да ни даде чувство на вредност. Јас сум испланиран од Бог. Како што уметникот или некој друг творец, за она што го прави, предходно има план. Знае која нота кај да ја постави. Знае како треба да звучи делото. Знае како треба да биде исцртана сликата со секој детал. Ние сме така продукт, дело на Божите раце. Мојата коса, моите очи, мојот изглед, сето тоа е испланирано. Сето тоа е во Божиот план за моето постојање. Не сум случаен. Јас сум креација на Бог. И тоа ми дава вредност. И тоа е само првото од аргументите што ги изнесува Давид. Понатаму вели, не само што сме производ на Бог, туку сме и објект на Божјата љубов. Продолжува, нели, понатаму и вели, што е тоа човек, да си спомнуваш за него, или сен човечки па се грижиш за него. Кои сме ние, кој сум јас, една прашинка во универзумот, за која Бог си спомнува. Тоест, го вложува трудот, троши време да мисли за мене. И не само што мисли за мене, туку и се грижи за мене. Покажува грижа. Јас сум прво продукт на Бог, дело на Бог. Делата на познати луѓе, на важни луѓе се ценат посебно. Оние дела што се создадени од големите мајстори во различните области се чуваат посебно. Имаат посебна вредност. Во музеи се чуваат зад стакла, никој не смее, никој да не може да ги уништи делата на Да Винчи или на Микеланджело. Толку е мојата резерва на големи уметници, како и да е. Се чуваат на посебни места што се многу ценети. Ние сме дело на Бог. И тоа говори за нашата вредност. И не само што сме дело на Бог, туку ние сме посебен објект на Божјата љубов. Ние сме создадени Бог да не љуби. Зошто Бог не љуби? Зашто тоа е природата на Бог. Кога Бог не создал,
Тој не создал да бидеме објект на неговата љубов. Пишува во Исаја, книгата Исаја, 46 глава. Послушај ме, доме Јаковов, и сиот остаток од домот Израелов, кога го носам од утробата, кога го држам од раѓањето и до вашата старост. Јас ќе бидам истиот, до вашите бели коси ќе ве носам. Јас ве созидов и ќе ве носам, ќе ве подржам и ќе ве пасам. Бог вели, од утробата на нашата мајка, на нашите мајки, тој не пази. И до бели коси ќе не носи. Тој не создаде и тој ќе не носи. Не поддржува и ќе не паси. Тоа е Бог. Создадени сме за Божјата љубов, зашто Бог е љубов. И тоа е вистината кој која треба да го градиме нашиот живот. Нашата вредност доаѓа од фактот што ние сме предмет на Божјата љубов. И таа љубов Бог ја покажува постојано, вели. Уште од зачнувањето па до крајот на животот и во целата вечност. Во Малахија Бог вели, јас можам да ги отворам прозорците на небото и да излијам толку благослов, што нема место кое може да ги опфати Божите благослови. Идејата на Бог овде е, или на Словото, овде е, дека Бог се грижи за се изобилно. И неговата грижа е антиципативна, тој е предврен, промислува за нашите потреби. Како што и ние го правиме тоа. Пред известно време, почетокот на летото може би беше, дојдоа кај нас дома, мајка и ќерка беа или снаа и свекрва, за да порачат од краси облека за бебе. Пред неколку месеци. Јас не ги видов воопшто луѓето, само чув дека дошле и си порачаа. А бебето треба да се роди после неколку месеци. Сакаа да има облека која ќе залади и кога бебето ќе се роди, а не да чекаат кога ќе се роди бебето допрва да ги подготвуваат условите или нештата што се потребни за бебе. Кога се подготвуваат нештата за бебето? Кога тоа ќе дојде дома или уште пред да дојде? Уште пред да дојде, спремно е креветчето, спремно е јорганчето, спремни се пелените, спремни се памперсите и се што е потребно. Уште пред да дојде. Тако е и Божјата љубов кон нас. Кога Бог го создаде човекот? На крајот. Зошто го создаде на крајот? Зошто не го создаде човекот кога земјата беше пуста и се уште неизградена? Кога немаше никакви услови за живот. Бог го создаде човекот кога сите услови за живот веќе беа создадени. Бог го создаде човекот во Еденската градина кога веќе имаше совршени услови за живење. Зошто? Што Бог се грижи. Зашто ние сме објект на Божјата грижа. Бог подготви специјално место за живење, како што родителите подготвуваат специјално место за бебињата кои треба да дојдат во семејството. Подготви совршено место за живење. Зошто? Затоа што сме дел, тоа објект на Божјата љубов. Во Божите очи ние сме нешто посебно. Ние сме посебни. И не може ништо друго да го даде тоа чувство на специјалност, на посебна вредност од она чувство што Бог го дава. Од вистините што ги имаме во Божјата љубов кон нас. И најголемата Божја љубов, или кулминацијата, може да кажеме, на Божјата љубов е покажена на крстот. Кога Исус Христос отиде на крстот. Исус Христос не отиде на крстот зашто не можеше да го одбегне. Тој отиде зашто сакаше да отиде таму. Заради нас. Зашто не возлюби. Толку го возлюби светот што Бог го даде својот единороден син. И тој единороден син не само говори за фактот дека синот е, дека Исус Христос е син Божи, туку говори за фактот дека Бог има само еден син Божи. И тој еден единствен
го даде за нас. Можело во божествената суштина да има и повеќе синови. Не знам сега, тука влегувам во божествени тајни. Тој еден единствен Бог го даде за нас. И Христос можеше во секој момент да се откаже од мисијата за спасение. Кога учениците скокнаа во Гециманската градина да го бранат од храмовите стражари, Исус им рече: јас можам да повикам 12 легиони ангели кои ќе се борат за мене. Тоа значи 73,000 ангели. Во Библијата има сцени во кои што еден ангел кој ќе дојде прави хаос. 73,000 ангели. И во секој момент на судскиот процес Исус можеше да каже: абе добро, се одрекувам од сите тие работи што сум ги кажал, и да се спаси. Му беше на теб се е поднесувана понудата: абе откажи се од се, одречи дека се ја кажал тие работи и ќе бидеш спасен. Пилат му нудеше таква можност. Исус можеше во секој момент да се откаже. Љубовта кон нас го одведе на крстот и сите оние страдани. И тоа говори за Божјата љубов кон нас. Ние сме посебни. Посебни сме зашто сме објект на Божјата љубов. И не само тоа, значи ние сме Божи производ, продукт, дизајнирани од Бог. И тоа ни дава вредност. Не сме случајности одека на земјата. Се појавили од ништото без никаква смисла. Ние сме со цел, со смисла, со план тука на земјата и живееме со таа Божја цел. Ние сме објект на Божјата љубов и на крајот ние сме во сиот универзум поставени во посебна позиција, специјална позиција. Кронисани сме од Бог. Вели Давид: си го поставил над делата од рацете твои и се си починил под нозете негови. Овците и воловите и сите и зверовите полски, птиците небески и рибите морски и се што се движи по морските патишта. Човекот е поставен како со посебен авторитет. Авторитет каков што нема ниту едно друго создание во универзумот. Со власт да управува со целото создание. Да има авторитет над созданието. И тоа не враќа на првата глава на Битие, кога Бог реши да го создаде човекот и таму ни дава информација зошто човекот е поставен да биде авторитет над созданието. Да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над сите морски риби, над небеските птици и над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат под земјата. Зошто го постави за авторитет? Прво, авторитетот значи одговорност. Нема одговорност во ова нова планета. И нашата одговорност е грижата. Грижата за планетата. Ние, како Божјо создание, кои се поставени за настојници, имаме одговорност да се грижиме. Одговорно да се грижиме за планетата. И би требало да бидеме во тој поглед поодговорни и од тие зелени партии, кои што демек се грижат за планетата. Авторитетот носи, значи, одговорност. Но овдека можеме да откриеме и зошто нам ни е даден тој авторитет. Зошто единствено човекот во сиот универзум е создаден по Божиот образ. И тоа дава уште повеќе вредност, додава на нашата вредност. Бог ни дал вредност, голема вредност. Не направил специјални во целиот универзум. А тоа е, ние сме поставени за настојници, бидејќи сме Божиот образ. Пишува дека звездите во 90-тиот псалм ја објавуваат Божјата слава. Ние ја објавуваме Божјата слава, но има нешто повеќе од звездите. Има многу повеќе од се друго во ова создание. Ние ја содржиме во нас Божјата слава. Божјата слава е во нас. Во ниту едно друго суштество, од микроскопската бактерија па до повеќетонските китови, никој друго создание не содржи Божјата слава. Во нас е Божјата слава, во човекот. Само ние
сме созданието што ја рефлектира Божјата слава. Секој друго создание ја објавува, а ние ја содржиме и ја одразуваме во овој свет. Ние сме светлината во светот. И тоа е ексклузивитетот на човекот. Тоа е Божјиот образ. И затоа човекот е авторитетот. Зашто само човекот може да прави дела кои му доликуваат на Бог, кои се карактеристика на Бог. Има еден човек кој решил да живее со животни, многу сакал животни, и да се оддели од се човечко, секој човечки продукт, секој човечко достигање. И по известно време се вратил и рекол, животот со животните е многу здодевен, многу е монотон. Зошто? Животното не може да создаде музика. Животното не може да напише поема. Животното не креира. Човекот ги прави работите кои што се дадени од Бог за него. Човекот може да ја напише 5-та симфонија на Бетовен. Каже, его уште еден уметник. Човекот може да нацрта уметничко дело на кој се восхитуваме. И тоа е Божиот образ. И бидејќи само човекот е создаден по Божиот образ, само човекот може да биде авторитетот во овој универзум. Збориме како создание е за Божиот авторитет. Бог му дал авторитет. Сето тоа значи посебна вредност на човекот. Посебно значење за човекот. Бог не создал со вредност, со посебна вредност. Кој сум јас? Пак се враќаме на песната. Кој сум јас? Јас не сум човек кој може да напика 100 лебарки во уста како што некој можат. И што го направиле тоа и го верували некој има. Не сум човек кој може да се храни од прашина, како што прави старицата во Риплеевото, верували или не. Немам некои специјални способности. Меѓутоа, јас сум создаден од Бог. И не само што сум создаден од Бог, сум објект на Божјата љубов. И не само што сум објект на Божјата љубов, туку сум создаден по Божјиот образ. Крунисан сум да бидам авторитет во целиот овој универзум. И тоа прави да бидеме посебни. Заблуда е, голема е заблуда. Кребање на собствената вредност преку поседување на нешта кои ги немаат другите. Брендови. Кога некој ќе излезе со нешто скапо, нек познат бренд кој никој друг го нема. И веќе тоа е посебниот. Тој има вредност, посебна вредност што ја немаат другите. Тоа е специјален. Така е во очите на луѓето во светот. Ако овие нешта кои се најсовршениот израз на нашата посебност, ако овие нешта не направат да се чувствуваме достојни, вредни и да не ослободат од чувството на мала вредност, ништо друго во животот нема да ни го даде тоа чувство. И тој посебен производ со текот на времето ќе загуби вредноста и ќе бараме друг посебен производ. И трет, и четврт. И така во недоглед. Кој сум јас? Јас сум многу вреден. И треба да гледате на мене како на многу вреден. Достоен. И треба да гледате на сите вас. Секој еден на друг треба да гледа како на скапоцен. Скапоцените работи, вредните работи се чуваат, се пазат, се внимава на нив. Не знам дали има банкнота од 1000 евра, но има од 500 евра. Има од 1000 евра. Има од 500 евра банкнота. Ако имате банкнота од 500 евра, како ќе се однесувате кон неа? Ќе внимаваме, верувам дека ќе внимаваме, да не ја скинеме, да не ја загубиме, да не ја оштетиме. Многу ќе внимаваме на неа. Околу нас има луѓе кои вредат многу повеќе и кои треба да бидат објектот на нашето посебно внимание. Затоа да го насочиме нашето внимание еден кон друг. Да се грижиме еден за друг, зашто ние сме објектите на Божјата љубов. Ние сме специјални, создадени од Бог. Да бидеме љубени од Бог и таа Божја љубов која во нас се излива, зашто сме
Божиот образ да ја покажуваме еден кон друг. И нека тоа да биде нашиот правилен поглед за животот, за нас и еден за друг. И на нашето прашање, кој сум јас, одговорот е јас сум Негов. Тоест, само Бог може да ни каже кој сме ние. И само Бог го има најдобриот одговор на прашањето кој сум јас. Можат да се дават секакви одговори, филозофски, антрополошки, религиозни, секакви други. Социјални, социолошки, има еден исправен одговор. Божиот одговор. А Божиот одговор е: ти си мој. Ние сме Божи.